Поздрав до тебе, Милена, поздрав и до нашите почитувани гледачи кои што и денеска се со визита, всушност и со целата програма на Канал 5 телевизија. Им благодариме за вниманието, а таа благодарност нели ја изразуваме подарувајќи им, наградувајќи ги со вредни подароци секојдневно во рамките на нашата емисија заедно со нашите пријатели. Да, како што спомена и ти, улогата, примената, значењето, неопходноста и позитивните ефекти од физикалната терапија која што наоѓа примена речиси во секоја гранка од медицината и при болести, и при состојби, при повреди и постоперативни состојби. Сето она што е важно да се знае, да се слушне, а посебно ќе ставиме акцент при болките на зглобовите, каква е улогата и значењето на третманот, лекувањето и физикалната терапија токму во овој поглед. Останете со нас, почитувани гледачи, со визита почнуваме веднаш. На оваа тема денеска во визите разговараме со доктор Аница Хаджипетрушева Јанкиевиќ, специјалист по физикална медицина и рехабилитација од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Така, ќе побудиме голем интерес и со денешната тема, бидејќи многу од гледачите веројатно имаат каков било проблем кој што бара понатаму нели и третман и физикална терапија за намалување на болката, за смирување на болката и да направиме нешто за да не се повтори истата. Еве за почеток, како еден краток вовед, кој е значењето, улогата, примената на физикалната терапија? Физикалната терапија е една гранка од медицината, како што кажавте, каде што се вклопува во секоја останата гранка од медицината и представува продолжена рака на хируршките гранки, продолжена рака на интерната медицина или продолжена рака на сите останати делови од медицината, заради тоа што во однос на физикалната терапија секогаш се стремиме да се намали болката, односно тегубите кои што ги има човекот на мускулоскелетниот систем и да се има правилно функционирање, односно правилно движење и правилно секојдневно олеснување на секојдневните работи во животот, заради тоа што при секоја болна состојба имаме последици за кои што ни треба да полесно и подобро се вратиме во секојдневниот живот. Нормалниот тек на живење, така да не оставиме таа болка или тој проблем да не мачи или тишти долг период. И кај болестите, и кај повредите, и кај најразлични состојби, постоперативните опоравувања, нели е многу важно и големо значење. Дури најобичниот дел во однос на ние што ги зборуваме како операција на слепо црево, операција на жолчка, помали ортопедски, односно травматолошки оперативни зафати или поголеми зафати како што се кардиохируршки зафати, секогаш имаме период во кој што телото е изнемоштено и не може да се справи со ситуацијата во која што се нашло и заради тоа е потребен дел од физикалната, односно дел од оние вежби и начин на раздвижување за да повторно се вратиме на нормалното живење. Кога станува збор за болките во зглобовите, што ја причинува болката во зглобот или во зглобовите? Болката во зглобовите може да биде причината од различни фактори. Може грубо да речеме да ги поделиме во три групи. Болки во зглобови кои што се причинети заради воспалителни процеси во кои што телото да речеме се напаѓа самото себе, односно оние автоимуни заболувања и тогаш почнуваат да се јавуваат тегоби во зглобовите. Од овие болести најпозната е реуматоидниот артрит или реумата, како што е позната кај народот. Потоа може да се артрозни промени, односно дегенеративни промени во кои што со текот на годините се намалува работоспособноста на зглобот, да речеме, односно олесни движењето во самиот зглоб, се намалува количеството, односно делот на рскавичното ткиво кое што треба да е доволно хидрирано, а веќе станува покрто и поотежнато се движи и болки во зглобови кои што се јавуваат заради секојдневни активности, не ги велиме како посттравматски повреди, спортски повреди или повреди кои што се ке помладите луѓе врзани со одредена професија, најчесто се сретнуваат како overuse синдром или синдром на прекумерна употреба.
шивачи, готвачи, стоматолози, значи хирурзи. Врзано со професијата, врзано со најчесто професијата, така? затоа што во одредени професии има движења кои што се повторувачки. И тие повторувачки движења доведуваат да се појави одреден воспалителен процес во зглобот заради постојаното користење и да се јават болка во одредени зглобови, баш врзани за професијата. Како се манифестира таа болка? Како ја препознаваме? Ке не боли, така? Па знаеме дека нешто не е во ред, најчесто на кој зглоб. Ајде да речеме тоа, ако се стоматолози или шивачи, или, значи, постојаното движење, или ме боли рачниот зглоб, почнува да се јавува при одредено движење на почеток и тоа е како некоја најава дека нешто се случува со зглобот, кое што најчесто го игнорираме на почетокот. Потоа се следи оток на зглобот и се поотежнато движење и намалување на обемот на движење во тој зглоб до степен да буквално знаат да кажат не можам читкичка за заби да држам, не можам чаша да ми паѓа заради болката и ограничената работоспособност на тој зглоб. Земав сега за пример рачниот. И веќе во таа фаза се јавуваат на лекари и веќе тука е малку потешко да се справиме, односно подолго трајно да се справиме со проблемот, отколку ако се јавеле во пораниот период кога започнале теговите. Ако чекаме премногу долго време и при најлесни некои движење или пак нели нешто што треба да направиме, тогаш ние оневозможено. И самото време на лекување е многу подолго трајно. Ни ги поделивте во 3 групи, така болката на зглобовите. Поединечно за секоја, барем она најважното, така и како симптоми, како манифестација и причини. Воспалителните, односно артритисите, најчесто се јавуваат кај она помлад, односно работоспособна популација и за жал жените се повеќе зафатени во оваа група на заболувања. Некаде околу 40-та година е просекот кога се јавува, меѓутоа никој не вели дека не може и порано да се јават овој тип на заболување. Најчесто се зафатени малите зглобчиња, зглобчињата на шаките, на прстите, и тоа е обично паралелно. Значи, како на едната, така и на другата рака или шака, и карактеристично за овој тип на заболување е тоа што зглобчињата се отечени, црвени, топли и отежнато е функционирање, болни и отежнато е функционирањето или движењето. Во однос на артрозните промени, разликата што е? Артрозните промени се јавуваат во поодмината возраст, бидејќи тоа се дегенеративни промени врзани со староста односно со возраста, да речам, на луѓето, и се јавуваат секогаш на поголем зглоб, иако не велиме дека не може некарактеристично да се јави реуматоидниот артрит на голем зглоб, меѓутоа ајде најспецифичните, најкарактеристичните работи ги одвојувам. Кај артрозните промени се јавува најчесто на еден зглоб. Најчесто се тоа носечките зглобови, колкови, колена, скочни зглобови или зглобови кои многу се употребуваат, рамо, лакт. Така да. И не дека не може да болат двете колена, меѓутоа секогаш е едното поболно и го има оној момент на можен оток, болка, меѓутоа ја нема онаа црвенило и топлина како што ја има карактеристично кај реуматоидниот артрит. И спортските повреди, односно посттравматските повреди на зглобовите, во секоја возраст може да се јават, тока немаме ограничување и секогаш знаеме дека е врзано со некаква повреда, односно со некаква работа, таквата болка, и апсолутно ги препознаваме. Кога се кај овие зглобови знае најчесто да се јави, или прво е болката, второ е отокот и нема црвенило, туку ако се нешто потешки повреди се јавува хематом заради раскинување на помали или поголеми крвни садови и се јавува баш модрица, позната кај луѓето околу тој зглоб. И професионално и рекреативно со спорт оние кои што се занимаваат. Да. Невнимателни се оние рекреативни. Невнимателни се, повеќе страдаат рекреативните
професионалните спортисти, заради тоа што на крајот на краиштата професионалните да се повредуваат, меѓутоа нивното тело е спремно и мускулатурата постојано се во таа физичка активност, така активност, и кога и ние ќе помислиме дека нели гледајќи ги на теренот многу се повредиле, кај нив тоа ќе помине некако полесно и побрзо. Меѓутоа кај аматирските спортисти, заради тоа што тоа е сезонски повеќе, а не е во текот на целата година, наглото активирање на телото доведува до нестабилност во одредени моменти заради неправилната адаптација на мускулниот систем во однос на форсирањето што го задаваме. Можноста, нели колку можеме физички да можности, многу полесно и најмало невнимание може да доведе до повреда која што нели подолго ќе трае и подолг период ќе треба да ако и се занемари, па понатаму во текот на животот може да направи и други дополнителни проблеми, нели? Да. Не велиме дека секоја повреда треба да заврши на физикална, меѓутоа секоја повреда во која што ќе трае подолго од неколку дена болката и се јавува оток на зглобот, апсолутно е потребно да се јават на лекар заради правилен понатамошен третман. Заслужува внимание. Да, заслужува внимание, да не биде еднаш пред многу години повредив и се уште ме боли. Да. Да ги слушнеме гледачите и нивните прашања, па продолжуваме со разговорот. Добар ден, повелете. Добар ден. Би сакал да прашам за имам диагноза вика фрактура на пршлен, компресивна фрактура со ризтеза. Болки, те на еден зглоб, те на друг зглоб, шетат болките нон-стоп, ево во месец дена. Па би сакал да прашам за физикална терапија, знам дека би требало веројатно операција, ама годините не се за операции, за физикална, дали е можно да се оди бањска или лекување или нешто. Шо ве, значи, што би дали? Доволно ли е или треба и дополнително? Компресивна на пети лумбален со листеза. Со листеза. Ова е повреда која што се појавува кај повозрасни луѓе, најчесто после дигање на некаков терет или после некој неправилно движење, со оглед на тоа дека и густината на коскеното ткиво со текот на годините се намалува и тоа е смачкување, ајде да го речеме. Зависно од возраста, најсоодветно е тоа оперативно да се третира, заради тоа што болката е еден симптом кој што со текот на времето и ќе се намали и ќе може да се функционира, меѓутоа невролошките симптоми кои што се во однос на болки по нозете, лоша инервација, оние ишиалги, да ги речеме, несоодветна инервација на мускулатурата, несоодветна наредба, нели што треба да се даде преку рбетните нерви, ќе бидат многу поголем проблем и ќе биде отежнато движењето. Во однос на физикалната терапија, да, може да се делува со цел на намалување на болките и евентуално, пак ќе кажам, зависно од возраста, колку е можно да се зајакне малку мускулатурата за веќе ако не се решава пациентот да се третира оперативно, да биде било каков стабилизатор и евентуално, нели, зависи од степенот на листеза, зависи од степенот на фрактура, да се примени одредено ортопедско помагало, односно појас, со кое што при одредени подолготрајни движења или работа се стабилизира рбетниот столб, да нема влошување на состојбата. Навеќе и вака постоечката состојба. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Се јавувам од Битола. Така. Имам проблем со тицкање на левото око и затегнување на устата од левата страна. Ми препорачаја терапија, масажа и на ламба. Зрачење на ламба. Дали тоа нешто помага или не помага за ова што го правам јас? Терапија ми препишаја само Б-комплекс, друго ништо нема. Како што диагноза имаат поставено? Како пареза фасијална. Фасијална пареза, тоа што не ја разбрав убаво. Пареза фасијална. Колку долго траат овие тегоби? Трае скоро една година. Скоро една година.
Парезата на фацијалниот нерв може да е предизвикана од централно потекло, може и периферна пареза, кога се зафатени трите гранки, односно челната веѓата не може да се подигне убаво и да се набере челото. Отежнато е затварањето на очниот капак и се има како чувство на постојано да игра окото или непријатно е сето тоа, и паѓање на устниот агол и бришање на таа назолабијална бразда, и отежнато е при тоа зборување чисто заради млитавоста на таа букцинална мускулатура, отежнато е голтање, джвакање на таа страна, значи чисто се гризна таа страна заради несоодветното чувство што го имаат во тој дел. И во првиот момент кога ќе се појави парезата фацијална, се оди со медикаментозна, високи дози на медикаментозна терапија, и тоа нели невролозите го решаваат. Колку долго и во која доза да бидат медикаментите, се со цел да се намали утокот и што побрзо да се врати функцијата на нервот. Меѓутоа секогаш остануваат секвели кои што потоа се третираат со физикална терапија во однос на ултразвучна терапија, во однос на електростимулација, значи што повеќе да го разбудиме нервот да работи, да ја инервира мускулатурата за таа работи. Процентот на успешност не може да се каже, тоа е многу индивидуално и скоро секогаш се оди со тоа дека можено е да останат секвели. Некогаш има комплетно повлекување и некогаш остануваат секвели, веќе после година дена дефинитивно има секвели, односно последици од ова. Тоа што и го препорачуваат на пациентката постојано конзумирање на Б витамин и вежби е неопходно затоа што мора да ја одржува, не дека ќе се подобри состојбата нешто, туку мора да ја одржува за да не прогредира, да не се влоши состојбата. Така. Значи, ова е баш терапија за одржување, не е за лекување веќе. Така, дали кај овие луѓе со ваков проблем се препорачува да избегнуваат да не бидат на промаја, да не бидат на ладно, бидејќи тоа може и дополнително и некогаш и како причинител нели за парезата го споменуваат тоа, изложеност на клима уредите директно да дува промаја. Да, мора да избегнуваат апсолутно ладно, нели надвор зимно во овој период секогаш шал, капа, за да не се влоши повеќе состојбата. Така. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден, поздрав до вас и до вашата Ви благодариме. докторката. Јас боледувам многу години од реуматоиден артрит. Имам искривени шаки, прсти, овака и рацете, лактите. Значи, моментално имам страшни болки. Времето се менува и моментално имам страшни болки. Би сакала да прашам докторката зашто нас, матичните ревматолози, не ни предлагаат да одиме на терапија како што еве докторката вели дека можно е. Би сакала да ми каже кога е можно да се иде, дали кога има воспаление или во здрава состојба, и би сакала да ја посетам ако веќе може да ми помогне. На некој начин барем малку да сеублажи болката. Благодарам. Добро, ви благодариме и ние вам за зајавувањето. Да, ќе одговориме и потоа нели кога ќе ни биде делот и за терапијата и лекувањето, иако ревматоидниот артритис го ставивме само во една поделба, така каде што болката во зглобовите се јавува, да. Меѓутоа тука повеќе се занимаваат со овој проблем ревматолозите, затоа што тоа е системско заболување и се оди со медикаментозна терапија и никогаш во акутната фаза, кога има фаза на воспаление на зглобовите, не се оди со физикална терапија, туку секогаш со системска која ќе ја смири состојбата и потоа во оние фази на ремисија, затоа што секој нов налет на воспаление доведува да има се поголеми искривувања и ограничувања во подвижноста на зглобовите и покрај медикаментозната се препорачува не онаа класична физикална, туку делови на термотерапија со кинезитерапија, за да се улесни подвижноста на зглобовите, затоа што се смета дека колку тие се држат поподвижни со одредени вежби, со одредени термопроцедури, колку се тие поподвижни, толку поретко ќе се јавуваат оние акутни фази на воспаление, иако нема ништо
нели сигурно и докажано околу тоа. Тоа е водно само на одржување на обемот на движење и нешто подобрување и да се спречи прогресијата после секоја акутна воспалителна фаза. Значи дефинитивно во акутните фази кога зглобот е отечен, зглобовите се отечени, црвени и болни, не се применува физикално, туку во оние фази на ремисија. Така. И сега поединечно повторно нели за дегенеративните и за ревматолошките и за спортските повреди кај болката во зглобовите, манифестирањето како болка нели секој си го чувствува, знае дека веќе има болка, дијагностицирањето како процедури за откривање и нели докажување дека за да кажуваме кој тип на болка во зглобот е. Прво е анамнезата, односно податокот што ви го дава пациентот како почнале сите тегоби. Потоа нели клиничкиот преглед во кој што гледате она што го разграничивме, дали е топол, дали е кој делови од зглобовите, дали е поврзано со некаква повреда или слично. Потоа најчесто за ревматските воспалителни промени дефинитивно е потребна крвна слика во која што со поред одредени параметри се одредува дали е тоа системско заболување или не и евентуална рентген снимка во кој што се гледаат одредени карактеристични промени на малите зглобчиња. Кај артрозните промени тоа се најчесто рентген снимките кои што ни го покажуваат просторот помеѓу двете зглобни структури, каде што е најчесто намален и се појавуваат оние остеофитчиња или шилци, народски познати, кои што викатите ме боцка тука, ме боли, заради што, односно тоа се промени во кои што веќе со текот на годините се минува и коскината структура и рскавичната структура во зглобот и најчесто со клинички преглед, рентген снимка се одредува дијагнозата и кај спортските повреди каде што зглобот, самите зглобни структури може и не се секогаш толку зафатени колку што е мекото околно ткиво, односно капсулата на зглобот, лигаментите и мускулниот пропратен апарат, тука веќе понекогаш во колку тоа е состојба која што трае подолго, има поголема дисфункционалност на зглобот, потребни се и исследувања како што се магнетни резонансни компјутери за да се види нели точно какви се промените и да се одлучи начинот на третирање понатаму на повредата. Ќе се продолжи. Кога ќе се јави кај млада работоспособна популација, тогаш повеќе загрижува и повеќе проблематично е, нели, бидејќи ги ограничува во движењето, отсуствуваат од работа, И тука секогаш се бара момент за побрзо да се реши проблемот. Така, да. Кога станува збори за превенцијата, можеме ли со физикална терапија да превенираме нешто или пак таа е секогаш кога постои само проблемот за да ја олесни болката во натаму? Да речеме два дела во физикалната терапија. Едниот се физикалните процедури кои што делуваат аналгетски, односно ја намалуваат болката, подобруваат циркулација, го смируваат кивото, го намалуваат отокот и тоа е тој оној класичен, ајде да речам, дел. Вториот дел е оној рехабилитативна кинезитерапија, кој што се во суштина вежбите медицински, кои што постојано треба да се применуваат. И тоа не би го кажале како превенција, туку би го кажале како начин на живот. Физикалната терапија не завршува после оние 10, 15, 20 дена од примена на терапијата, освен ако не се некои акутни повреди. Туку продолжува со постојаните навики на вежбање, движење и физичка активност. Она што потоа пациентот или човекот нели сам ќе си ги применува како вежби. Целта на медицинските установи е да ја применат таа терапија и да ги научат пациентите како понатаму да се однесуваат кон своето тело. Така. Физичката активност ни е неопходна и потребна за здрава мускулатура, која што нели ни го одржува телото. Исто така и физичка активност ни е потребна за здрави, цврсти зглобови за да можеме нормално да се движиме. Мускулите се тие кои што ги држат зглобовите стабилни, доколку мускулатурата е слаба, тогаш и оптеретувањето на зглобовите е поголемо и болката нормално почесто се јавува. Така, да. Повторно со нашите гледачи и нивните прашања, добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Се јавувам од Струмица, имам 40 години и страдам од кичма и ръбетот ме е искривен, а сега почнуват и колковите. Дали има лек нешто да ми помине, да не ме боле? 4 години страдам.
Тоа е се и пријатно. Така, дали сте направиле нешто до сега? Така, доктор Аница, слободно може и... физикална терапија, одем лекарства на инекција, ама не се подобрува од лани на вам и колку веќе се наразува. Добро, малку е... Така. Немаме секогаш добри комплетни информации, нели, иако подруго е кога ќе се дојде во ординација и убаво ќе се поразговара, меѓутоа барем брз основа на ова. Мора да се одреди кој е степенот на искривување, зашто се појавило тоа искривување, значи дали е нешто што се носело од младоста, па сега е само потенцирано, дали сега има некоја причина заради појавата на тоа искривување, да речеме, на рветниот столб, болката во колковите, тоа е обично задниот дел, бутниот дел, кој што, ако веќе можам толку да си дозволам да го разграничам, кој што представува веќе невролошки симптом, односно заради компресија на нервите лумбални, така да мора да се види, да се то направат волку болките траат и тегобите волку долго, апсолутно треба да се направат до исследувања за да се види која е причината за сите овие тегоби, затоа што постојаниот круг на затворен круг на физикална терапија и лекови не го решава секогаш проблемот. Ако после примината на медикаментозна терапија и физикална терапија, болките набрзо се појавуваат или воопшто не исчезнуваат или се зголемуваат, дефинитивно треба да се оди до исследувања за да се види која е можеби нешто друго ќе треба да се направи, да се направи, значи за да се најде потеклото на проблемот за да се елиминира. Така. Добар ден, повелете и за следниот гледач. Ало, добар ден. Добар ден. Ато Стевковска Скопје се јавува. Така. На возраст од 51 година. Е вака, значи имав пац пред година и кусур по скалила. После тоа ништо не осетив. Тек сега пред едно 3-4 месеца многу јаки болки бев на снимање, значи направив рентген на докторката, сега ќе пуштав само што е најде направена и физикална, али болките не поминаат. Значи изразени дископатични испондил промени на цервикалниот дел од кичмениот столб C5 и C6. Другиот навод е РТГ на десно рамо, осив наслаги на капут, хумери со стеснет изгубен простор. А од физикална, значи правено ми е само еден момент да прочитам. УЗ интерферентна струја, криотерапија и лазеротерапија ТЕНФ. Али после тоа, значи, болките никако. Значи, ми остана и дури ми се проширија и од десното рамо надоле на целата десна рака со трнење дури и на прстите. Од таблети пијам Диклодуо, Метафен, Глизапам, тоа е тоа. Така, добро. И ми понудија сега пак за едно 20 на дена уште еднашка пак да се прави физикална терапија, фактички на плешката и рамото надоле. А болките ги имам во плешката и дури на предниот дел од плуќата под мишка, она како боцкање во тој стил нешто. Трнење на така, ќе слушнете совет што следно, со што да продолжите понатаму. Така, ви благодарам многу и поздрав до емисијата. Така, ви благодариме. Промените може да се врзани, може и да не се врзани со повредата што ја нотира пациентот, тоест господинот. Промените на вратот може само да се интензивирани. Нешто тие дископатични промени се јавуваат како, ајде да речам, редовни дегенеративни промени на рветниот столб, кои што со текот на годините баш заради слабата мускулатура доведува до намалување на просторот помеѓу пршленските тела и оние дискови, односно амортизационен дел што е помеѓу две пршленски тела се намалува и врши притисок на спиналните, односно на рветните нерви кои што излегуваат. Тегубите кои што ги дава пациентот, господинот кажува дека се укажуваат повеќе на цервикобрахиален синдром, односно невролошки тегуби, кои се лекуваат, нели,
и подолго, меѓутоа и зависи од степенот на компресија, знаат да останат последици како типот на трнење, слабост во раката и слично. Воколку не помага медикаментозната терапија, не помага физикалната, понекогаш е пожелно да се одмори со растеретување. Тоа растеретување се врши со шанцова кравата, која што освен во спиење се носи по неколку часа во денот при активности, за да се растерети притисокот врз тие нерви, па потоа да се види што може да се превземе. Од друга страна, најверојатно според она што го прочита господинот, има магнетна резонанца, значи да се види дали се тоа свежи дискови кои што се со хард дискови, односно постари дискови, колку може да се влијае понатаму на сето тоа. Значи, постојат и други процедури со кои што може да се смири болката, меѓутоа во акутна фаза, каде што вели дека е силна болката, може понекогаш само медикаментозна, миорелаксантна терапија и поставување на ортоза, односно на шанцова кравата, која што ќе помогне да се растерети притисок. Так, и повторно спомена и гледачот дека треба да оди на физикална терапија, така некогаш нели само од едно одење или неколку третмани не се доволни, не се доволни, меѓутоа и да, треба и да се повтори, меѓутоа и да се остави соодветно, нели му кажале, временски период од едната до другата, за да се одмори малку ткивото врз кое што се влија и пак ќе кажам да се растерети. Не е едноставно со вакви болки секојдневно да бидете така, дали грбот, вратот, дали во зглобовите, рацете, колку Не е едноставно, ама промените на рбетниот столб и тие дегенеративни заболувања се нешто кое што не можеме да го поправиме, да го излечиме. Можеме само да го доведеме до степен да не прогредира и да ги намалиме тегобите. И да бидеме внимателни, така и како се движиме и како се однесуваме, за да не дојде повторно да ги смениме животните навики малку. Како со здравата исхрана, така и со начинот на движењето и однесувањето и нели на телото, Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Поздрав до вас. Имам едно прашање до докторката. Повелете. Значи, јас на 26 испаднав од болница. Имам диагноза дископатија, на ВВ лумбалис и шиалгија бил на L5S1. Значи, прима физикална терапија, електротерапија, масажа, кинезитерапија, значи, тие 20 дена во болница додека бев имав, значи, неподносливи болки, ногата цела од колкот до стапалото ми е парализирана. Ме отпуштија од болница, направив магнетна резонанса и сега извештајот од магнетната гласи, значи лумбалната лордоза е лесно аплантирана, долж рбетот се гледаат очувани симетрични иве простори со очувана морфологија и структура на иви, дискусите на нивото L5S1 се прати дископатија со масна дегенерација на фесетните површини и дегенеративни промени на дискот и неговата дисфункција. По медуларниот канал постои радикуларна компресија од лево. Сега ми рекоа дека ова е за операција. Сакам да се посоветувам, значи, операцијата колку е ризична, колку е, значи, така во тој смисол, значи, операцијата дали би ги решила овие проблеми и дали е неопходна операција, значи, дали би се повлекло ова без операција. Добро, ви благодариме. Ова е веќе во доменот на неврохирурзите. Значи, кога невролошките симптоми, па ги кажам, болката е најстрикниот симптом што го имаме, затоа што не предупредува дека нешто се случува. Невролошките симптоми, односно кога болката се намалува, екстремитетот не функционира, тогаш е полошо, се нешто што укажува дека има притисок, тоа што го прочита компресија врз нервот. Зависно нели од магнетната резонанца колкава е компресијата, ако веќе советувале дека треба оперативно да се третира, пробале со физикално, значи пробале со конзервативен третман и тоа нема
не дава резултат, тогаш да, потребно е оперативен зафат за да се изврши декомпресија, односно да се отстрани делот кој што го притиска нервот, за потоа да може да се врши правилна инервација, односно правилна команда надоле на ногата, затоа што зборуваме за ишијадичниот нерв, затоа што во овој случај само ќе слабее понатаму нервот, а нема да биде ништо подобро. Така, при најразлични состојби се исцрпуваат сите можности за на крајот, нели, да се остави сосема на крај и последно оперативниот зафат, ама некаде има... се оди со конзервативните третмани, за да се потрудиме да не се оди со агресивен, односно со оперативен. Ама има ситуации каде што е неопходно, нели, единственото решение и начин за да се реши проблем. А физикална терапија и после оперативниот третман, каде и како, нели, ќе се процени така со што да се продолжи. Е потребно, повеќе е оној дел после оперативниот третман во кој што се обучува пациентот како понатаму да се однесува во животот, односно оној дел на кинезитерапијата во кој што ќе имаме соодветно однесување кон нашето тело. Да. Уште едно јавување пред да продолжиме со третманот и лекувањето, нели, на сите овие проблеми за кои што зборувавме. Добар ден, повелете. Ало, Канал 5? Да, веќе сте во визита, вклучени, повелете со прашањето. Може да кај докторка да не поврзете? Да, веќе сте во емисија вклучени. Ние ве слушаме и го очекуваме прашањето. Вие слушате и чекате прашањето, а? Добро, прашањето е паднал скржено кук по операција правев и тие ми предлагаат терапија една. Меѓутоа имам и на срце уградено песмейкер. И докторот од песмейкер ми вика не се препорачува бањско, ниту некој друг третман, медицинска рехабилитација после оперативниот захват. Да ми каже докторката каков захват да барам. Доволно е ова, доктор Аница? Да, често се сретнуваме дека пациентот нема проблем само во однос на мускулоскелетниот систем, туку има и одредено друго кардиоваскуларно или друго системско заболување кое што ограничува во однос на терапијата. Не значи дека пациентите кои што имаат друго заболување треба да бидат лишени од рехабилитација, како целосна рехабилитација после повреди, особено после скршеници. Во овие случаи сме лимитирани со процедурите кои што може да се користат. Бањското лекување е исклучено заради топлината на водата која што создава други циркулаторни тегоби, ајде да ги кажам, и пореметува и промени во телото кои што не се соодветни за господинот, меѓутоа дека одредени процедури кои што делуваат само локално, бидејќи напомена дека е колкот скршен, значи кои што делуваат само локално и немаат поинтензивно системско делување, како и одредени, ајде да ги наречам, масажи, мануелни терапии, вежби, кои што ќе се потрудат да ја вратат функцијата на колкот се апсолутно дозволени. Да, лимитирани сме, меѓутоа тоа не значи дека треба може да се најде и друг да се најде модус како да се примени рехабилитациониот процес за да повторно може да функционира господинот. Така. Терапијата и лекувањето некако пред самиот крај, нели, за сите овие три групи во кои што се јавуваат болките во зглобовите? Зависно, нели, како што ги поделивме на почетокот, така ќе оди и лекувањето. Во акутните фази најчесто се применува медикаментозна терапија, односно тоа се лекови кои што се употребуваат за намалување на болката, за релаксација на мускулатурата, намалување на отокот или лекови кои што кај системските заболувања се земаат, нели, долготрајно влијајќи на целиот организам, односно системски лекови. Тоа е едниот дел. По смирување на таа акутна фаза, можно е да се примени и физикалната терапија, во односно ние класични процедури, затоа што не можеме да ги држиме па и долго време на аналгетици, антиреуматици пациентите, заради тоа што и тие имаат свој контра ефекти.
значи по намалувањето, а не комплетното смирување на симптомите, се применува таа физикална терапија класична, која што напоменав има и аналгетско, и антиедематозно дејство, и дејство да ја подобри циркулацијата и функцијата на зглобот, и на крај секогаш следи оној дел во кој што се обучува пациентот како да се однесува кон своето тело, односно како да ја одржува функцијата, дали е на повредениот или заболениот дел, кога зборуваме за дегенеративни заболувања, која што подразбира промена на животните навики во однос на движење, во однос на подигање товар, во однос на нагли движење и примена на соодветни вежби кои што се адаптирани апсолутно за самата здравствена состојба на пациентот, за самата лимитираност во подвижноста на зглобот и за самата возраст на Така, да не сме постојано во иста положба, така да се раздвижуваме барем од време на време, да го користиме секој момент, Не мора да биде некоја многу напорна физичка активност, така, може и нешто многу полесно да ни биде доволно секојдневно помалку. Постојаното движење го одржува телото здраво. Така, да ги слушнеме и гледачите, уште само неколку минути остануваат до крај да видиме дали еден или двајца гледачи ќе можеме да вклучиме за да им одговориме на прашањата. Добар ден, повелете. Добар ден. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Се јавува гледач од Скопје. Така. Сопругата пред 2 години скрши пателата. Капачето на зглобот. Знае докторката. И после тоа одев на терапии, одев на бања и мислам дека на бања ја као да ја откачи едногат. Пред тоа си одеше убаво. Не се правеше операција, него санирана е повредата, али сега е стеснет зглобниот простор и има проблеми и оттекува и болки. Ја не знам што треба, магнетна не сме направиле, не ни даваат да направиме. Не знам што да правиме, а идеме на терапија повеќе пати физикална. Така, следниот чекор кој би бил? Кој би бил следниот чекор, што да направиме? На почетокот кажавме при повредите, не само што страда самите зглобови, односно коскеното ткиво, поголемиот проблем е што страда и околното меко ткиво на зглобот, односно зглобна капсула, лигаментарен апарат и мускулно ткиво. И се јавуваат последици потоа. Во овој случај е неизгодна повреда фрактурата на пателата и секогаш води се квели како оштетување на тој зглобен простор и околното меко ткиво. И за да се одреди, значи анатомски на рентген слика може изгледа сето тоа дека е намален просторот, дека е зарасната коската, меѓутоа не се гледаат убаво меките делови воопшто, во суштина не се гледаат меките делови на колениот зглоб, за да може да се даде насока во кој правец да се оди понатаму. Бидејќи веќе тегубите подолго траат, не знам зашто не е дозволено да се направи магнетна резонанца, за да се утврдат проблемите и да се знае во која насока да се оди понатаму. Самото повторување на физикалната терапија без еве како што вели господинот некоја посебно подобрување на состојбата не става во еден затворен круг. Пак одиме кон тоа, мора да се најде изворот на проблемот за да може да се реши. А за да се најде изворот на проблемот и вистинската причина во долној дел на дијагнозата и испитувањата, така си има некој ред и редослед што се треба да се направи, така? Да се направи, да. Така, да. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Ме интересира, имам болест дискус хернија. Имах многу јаки болки. Моментално болките ми се стишија. Имам вообичаени болки. И за физикална терапија ме интересира дали на суво или во топла вода смеам да идам со дискус хернија. Добро. Повторно и дискус хернијата има свој фази, или во која фаза е, меѓутоа топлата вода. Зборуваме за вода која што е
оптимална за секој организам и да не доведе до некакви тегоби, дали се васкуларни, дали се во однос на самите тегоби кои што ги има пациентот. Оптимална температура на водата е некаде 28 до 30-31 степен. Најчесто сите бањски лекувалишта си имаат своји физијатри, односно доктори, кои што ја вршат проценката на болната состојба и одредуваат колку може да се поминува време во потопли термални води и што смее да се применува во тој домен и тогаш. Не дека е исклучено бањското лекувалиште, меѓутоа мора да се процени каква е моменталната состојба на пациентот за да се одреди колку и како смее да се применува бањско лекување. Така и дискусхерниите, нели повеќе оние вежби кои што и може и дома, така да се препорачат и да се направат. Пријатно делуваат топлата вода, пријатно делуваат термалните води, меѓутоа пак треба да се види во која состојба е. Секогаш лекарот, докторот, нели проценува што смее, а што не смее понатаму да се направи. Така, да. Ајде, накратко уште едно јавување. Добар ден, повелете. Добар ден. Доколку веќе немаме гледачи, завршивме и така имаме уште минута-две до самиот крај. Доктор Аница, здрава мускулатура, тоа ќе значи и здрави зглобови, тие ни се потребни за постојано, секојдневно, нели да чекориме, да се грижиме комплетно за нашето тело. Секојдневната физичка активност, па дури и ќе речеме врзани сме за компјутер, зборувам за работоспособната возраст, не значи дека треба да бидеме постојано врзани 8 часа за столче и тука да ни завршува работниот ден. Само си го малтретираме телото кој еден ден ќе не предупреди дека не треба тоа да го правиме и оди од прилика дека на секој час и 15 минути седење треба по 10 минути да се движи човекот, заради тоа што така ја активираме и стабилноста на грбната мускулатура, ги подобруваме оние кружни движења во колкови, колена, скочни зглобови кои што ни требаат за понатаму во животот и треба на време да се грижиме за нашето тело, за долготрено да не служи. Така. Ке ни дојде за брзо и пролетниот период, да бидат внимателни сите оние кои што рекреативно, нели се занимаваат и со спорт или пак се движат и ја практикуваат физичката активност, да ги избегнат повредите. Така, бидејќи во зимскиот период малку повеќе заседнати дома, нели студеното време не ни дозволува и многу да се движиме. Не ни дозволува, ама и ни дозволува. Значи, а можеме во домашни услови, така? Да, можеме и во домашни услови, меѓутоа и секојдневните прошетки се начин на активирање на телото и дете кога ќе се разубави времето, значи со првото сонце не значи дека треба да имаме и ексцесивни, односно силна физичка активност. Потребни му се на телото од прилика 2 недели секојдневна активност во однос на движби за истегнување, раздвижување, пешачење, кои што ќе разбудат и подготват мускулатурата за поинтензивни спортски активности. Да. Ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Благодарам јас.